Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте дневник. МИГ Свети Николе се подготвува за на рускиот пазар. Машинска берба на индустријски домати. Новите археолошки истражувања и процесот на конзервација на театарот во античкиот локалитет Стоби се причина годинава фестивалот да се одржува во новиот театар. Наскоро домашните месни преработки на рускиот пазар. МИГ Свети Николе на пат да ги исполни условите и критериумите за извоз на пазарот, кој за македонската месна индустрија ќе значи сигурен развој. Компанијата веќе обелодени дека планира откуп на 25.000 гоеници. Македонски производи на руски пазар. Наскоро се очекува МИГ Свети Николе да ги исполни условите за извоз на пазарот, за кој директорот Владко Ѓоргиевски нагласи дека ако капацитетот ги исполни овие за нив едноставни барања, тогаш за месната индустрија ќе се отвори голем пазар. Тој воедно напомена дека е објавен нов повик за откуп на 25.000 гоеници по цена од €30 за килограм. Овие барања кои што се доставени за нас се многу едноставни, бидејќи пред се работи за контролата на анализите кои што треба да се извршат, а ние и до сега исклучиво што работиме, значи производи, пак зборуваме за домашно конзумно месо, кое што потекнува од домашните фарми. По контролите од руската страна, оценето е дека од вкупно 15 само 3 компании или 4 погони за млечни производи ги задоволуваат критериумите. Останатите 9 од млечната и 6 од месната индустрија имаат период од 60 дена во кој треба да ги отстранат недостатоците. Ова го потенцираше министерот за земјоделство Михаил Цветков. Да не очекуваме дека ние тие сме што ќе ги диктираме цените и ќе го контролираме пазарот, него напротив да најдеме ние како министерство, како влада да им обезбедиме такви услови да може да ги продават своите производи, да ги скинеме тие бариери. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски пак напомена дека тие во однос на потребните барања од руска страна за извоз на рускиот пазар ќе им пружат помош на преработувачите кои воедно се однесуваат и на законодавството. Ние како Република Македонија, нашето законодавство е потполно усогласено со европското законодавство, сепак има разлики со она законодавство кое е во Руската Федерација и во тој дел ќе треба значи да се усогласат и операторите со храна и нашите инспектори кои ќе ги вршат тие контроли. Досега во Русија македонскиот пазар извозуваше само овошје и зеленчук, а со ова се отвора голема можност за извози во месната и млечната индустрија, изјави претседателот на Македонско-руската стопанска комора Дејан Бешелиев. Го поставивме клучот во бравата и ги отворивме овие врати и сега останува на нашите компании да го планираат своето производство, да можат да извозуваат повеќе на рускиот пазар. Според македонските статистички податоци, во првите 6 месеци од годинава, размената со Русија била $13,9 милиони, додека пак според руската статистика, податоците покажуваат $46 милиони. Институциите поблиску до земјоделците од регионот Азот, Агенцијата за поддршка на земјоделството и рурален развој, отвори канцеларија во СЕО Теово. Во соработка со стручните лица, земјоделците ќе се информираат за субвенциите и можностите да го прошират својот бизнис. Отворена канцеларија на Агенцијата за поддршка на земјоделството и рурален развој во село Теово. Целта е институциите да бидат поблиску до земјоделците за помош и соработка, за да се информираат за бенефициите од ИПАРД програмата и помошта која државата ја пружа преку земјоделските субвенции. Стручните лица од агенцијата ќе остваруваат пропратни средби со земјоделците од останатите населени места со цел давање на советодавни услуги. Ние со самото присуство више што идеме наму, имаме доста апликанти за руралниот развој кои што се веќе добитни и исплатени, кои што механизација имаат земено за пола пари, а тоа не е мала работа ако купите еден трактор за 20.000 евра, а да ви се вратат пола пари назад. Значи имаме тука исто до моментални апликанти за ИПАРД, значи моментално трае и повикот за ИПАРД, значи имаме апликанти од Морани, имаме од Согле, имаме од Мартелци, имаме од Извор, така да се шириме.
Реализацијата на овој проект најдена голема поддршка од страна на локалната самоуправа и мештано целото кој обезбеди просторни услови за реализација на овој проект. Многу е јасно кога ќе ги има резултатите, а веќе подолго време ги има резултатите во земјоделството, веќе и земјоделците се посигурни, веруваат во институциите, веруваат во луѓето кои што доаѓаат кај нив, бидејќи се сеќаваме во едно време кога повеќе имаше муабети отколку резултати. А ако ги има резултатите, значи тогаш како што ќе им дава насока, да речеме и Министерството за земјоделство и луѓето кои што се истурени на терен, тие ќе ги слушаат и во иднина ќе имаат подобри економски резултати. Канцеларијата секоја среда ќе биде отворена за мештаните од Азот. Тие се задоволни бидејќи земјоделството за најголем дел од нив е примарно занимање и основен извор за екзистенција. Индустријскиот домат во околината на Свети Николе започна да се бере со современа земјоделска механизација. Повеќе за ова во изјавите на министерот за земјоделство Михаил Цветков и Горан Митев, еден од сопствениците на фирмата Балкан Екофрут. Планирано е во иднина, тоест на сегашниот оглас за ИПАРТ веќе имаме аплицирано, на кој што е планирано да се модернизира линијата за доматно пире. Со што очекуваме веќе од наредната година да имаме веќе еден заокружен процес и да имаме да го искористиме, ако не 100%, барем 80% капацитетот на нашата фабрика, што значи некаде околу 15.000 тони на домати ќе бидат потребни за да се преработат во фабриката. Без едно вакво современо производство, введување на нови технологии, на нови иновации во однос на земјоделството, тешко ќе можеме да го продадеме нашето производство. Слушнавте дека се работи за мешовита фабрика, некаде 50-50 е вложувањето од инвеститорот од надворе од Саудиска Арабија и мислам дека едино во тој правец и треба да работиме, бидејќи како што знаете дека бар во Македонија не е проблем да се произведе земјоделското производство. Сведоци сме на тоа дека кога ќе се произведе, кога ќе дојде продажбата, проблемот да најдеме пласман. Така да тоа е начинот, тоа е патот за решавање на земјоделските проблеми, односно со отварање на зголемување на конзервната индустрија, односно преработката на земјоделските производи и секако отварање на нови откупно-дистрибутивни центри. Од денес започна реконструкцијата на водоводната мрежа на улица Орце Шутев во Велес. Градежните работи се очекува да завршат за околу 1 месец во зависност од временските услови. Со овој проект ќе се подобри значително комуналната инфраструктура во Велес. Старата дотраена водоводна мрежа ќе биде заменета со нова на улица Орце Шутев во Велес, каде од денес започна реконструкција на водоводната линија. Вкупната инвестиција на овој проект ќе чини 6,5 милиони денари. Средства обезбедени од јавното комунално предпријатие Дервен во соработка со општина Велес. Ко велешенец сум уште повеќе горд и имам поголема чест и задоволство што локалната самоуправа на општина Велес на чело со градоначалникот реализира проекти исто така што се интерес на сите граѓани на територијата на цела општина Велес. Честите дефекти веќе ќе бидат минато. Менувањето на водоводната линија ќе придонесе за подобрување на комуналната инфраструктура, а граѓаните од овој регион ќе немаат повеќе проблеми. Ќе биде комплетно смената, но основните цевки ќе бидат сменети во должина од 400 метра, еквивалент имаме за 100 приклучоци кои што ќе бидат нови приклучоци. Прво ќе се постави водоводната главна линија која ќе биде со диаметар од 90, додека споредните ќе се распоредуваат према потребите на јавното комунално предпријатие Дервен. Не само што пука цевката, него ни правеше проблеми на жителите што се под улицата. И имаме доста штети, кога ќе пукне водоводната линија, правеше доста штети и решивме да дадем приоритет на овој дел од градот. Градежните работи се очекува да завршат за околу 1 месец. По завршувањето на оваа реконструкција, јавното комунално предпријатие Дервен ќе продолжи со реконструкција и на други водоводни линии кои имаат потреба да бидат заменети. 36-годишниот жител на село Ризари е во притвор. Тројцата велешани кои храбро реагирале и не дозволиле разбојникот да побегне, денеска беа примени од градоначалникот Славчо Чадиев и пратеникот Илија Димовски. На средбата беше и нашата колешка Дијана Иванова.
36-годишниот жител од велешкото село Ризари, кој пред 2 дена вооружен со автоматско оружје се обиде да ја ограби менувачницата во трговскиот центар во новонаселба во Велес, е во притвор. Секторот за внатрешни работи до јавното обвинителство на осомничениот му поднесе кривична пријава за сторени 3 кривични дела. Поради основи на сомнение за сторени 3 кривични дела, односно разбойништво во обид, предизвикување општа опасност и недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи. Инаку осомниченото лице моментално е во бегство од затворот во Штип, каде е издржувал 15 годишна затворска казна заради сторени вакви и слични кривични дела. Осомничениот не успел во намерата од менувачницата да замине со богат плен, благодарение на храброста на вработениот, но и на присебноста на тројца велешани, кои во дадениот момент се нашле во непосредна близина. Му земаа пушката и почна да бега навак. Ја тука седев и истрчав ваму по улицава и дое право на мене. И еднаш го удрив и толку. Денес во знак на благодарност тие беа примени од градоначалникот Славчо Чадиев и пратеникот Илија Димовски. Иако виделе дека разбойникот има оружје, сепак не се поколебале храбро да реагираат. Семејствата кои згрижуваат деца без родителска грижа наскоро ќе го добијат потребниот училишен прибор. Средствата ги обезбеди општина Велес со претходна одлука на Советот на општина Велес. Ова е веќе воспоставена пракса општината да помага на семејства кои згрижуваат деца без родителска грижа. 47.600 денари општина Велес префрли на сметката на меѓуопштинскиот центар за социјални работи. Овие пари институцијата треба да ги искористи за набавка на ученички прибор за 27 деца кои се без родителска грижа сместени во згрижувачки семејства. Градоначалникот Чадиев вели, ова е веќе воспоставена пракса за помош на семејствата кои згрижуваат деца. Се надеваме дека се помалку ќе бидат потребни овие средства, меѓутоа самиот тек на животот е таков како што и секогаш има потреба за една ваква донација да се даде. Како и секоја година, така и оваа година ги наменуваме на децата кои што се на училишна возраст, сместени во згрижувачките семејства и ставени под постарателство, кои живеат кај блиски сродници, меѓутоа спаѓаат во таа категорија. Овие средства се наменети за набавка на училишен прибор, бидејќи е почеток на учебната година и како и секоја година искрена благодарност пренесена од страна на децата на кои што се наменети овие средства. Се надеваме дека ќе продолжи оваа соработка и се надеваме дека, како што кажа градоначалникот, ќе бидат се помал број на деца. Овие средства се обезбедени со одлука на Советот на општина Велес. Надлежните велат, соработката е на високо ниво и истата и во иднина ќе продолжи. 7 представи, една тркалезна маса и промоцијална книга составена од 3 текста, од кои 2 се антички. Ова е годишната програма на 14-тиот фестивал на античка драма Стоби 2015. Новите археолошки истражувања и процесот на конзервација на театарот во античкиот локалитет Стоби се причина годинава фестивалот да се одржува во новата театарска зграда. Уште од античко време музиката е говор кој се чувствува без разлика на јазичните бариери меѓу луѓето. Токму затоа е 14-тиот фестивал на античка драма Стоби вчера вечер во Велес започна со настап на Тони Гитановски. Новите археолошки истражувања и процесот на конзервација на театарот во античкиот локалитет Стоби се причина овој пат фестивалот да се одржува во новата театарска зграда. Ќе понудиме богата програма со значајни новитети за кои се надевам дека ќе прераснат во традиција за идните изданија на фестивалот. 7 представи, една округла маса, еден концерт и промоција на книга ќе се случат во 15 фестивалски денови. Магијата на античкиот локалитет годинава ќе биде далечна, но затоа актерите ќе ги имаат на располагање ресурсите на новата театарска зграда. Велес оваа година е град на културата во Република Македонија и преку интензивен културен живот го има местото што историски му припаѓа на Велес, центар на македонската култура и на македонската уметност. Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби во тој контекст не е само тема на една нова култура во односно кон тоа наследство, туку и можност за размена на искуство. Уметноста, а пред се театарот, имаа таа моќ на универзалност добивање на нештото.
Представувањето на една античка драма на театарската сцена е голем настар за секоја театарска институција. За секој актер кој добива неповторливо искуство да оживее лик, создаден пред повеќе од 2000 години во моментот. Како што велел Аристотел, преку драмата, преку незиното живо действие, преку ликовите, ние гледачите се идентификуваме и доживуваме свој вид на катарза или како што тој вели си ги прочиствуваме своите чувства. За традиционалните награди, овој пат ке се надпреваруваат 7 представи. Започнаа фестивалските денови во Демиркапија, кои ќе траат се до недела. На фестивалот ќе учествуваат повеќе учесници и ќе бидат вклучени повеќе активности, како качување по карпи, пешачење и сите можни активности во природа. Во Домот на културата Мирка Гинова во Демиркапија се отвори фестивалот Rock Climbing International Festival, кој ќе трае се до недела. Во Ценец изврши регистрација на сите учесници, како и техничка средба со представниците, судиите и учесниците на фестивалот. Во програмата на фестивалот се вклучени повеќе активности, како алпинистички маратон на сите рути, качување по карпи, пешачење и сите можни активности во природата. Исто така ќе се одржи и отворен час по јога во спортската сала во Демиркапија. Во Домот на културата Мирка Гинова ќе се одржи и презентација за најдобрите планински филмови на меѓународниот фестивал Вертикала од Русија и Ехо од Македонија. Во недела е официјалното затварање на фестивалот, каде ќе се сумираат резултатите од страна на судиите и ќе се доделуваат наградите. Исто така ќе се одржи конференција за Евроазискиот сојуз на планинарење. Тркалезна маса со представниците на националните федерации и тимови на темата можности за развој и проблеми на модерниот алпинизам. Фестивалот ќе заврши со пријателска вечер со оган на отворено. Мигрантите интензивно се пренесуваат од јужната граница кон Табановце. 1000 деца во социјален ризик ќе добијат бесплатен зимски одмор и следната година. Италија ќе и даде на Македонија 90.000 евра за бегалците. Вестите од Македонија во продолжение. Поради напливот на мигранти кои пристигнуваат во прифатниот камп на јужната граница, изминативе 3 дена интензивиран е превозот на мигрантите од Гевгелија кон Табановце. Од железничката станица во Гевгелија соопштија дека во изминатово деноноќие со 4 специјални возови од Гевгелија за Табановце се превезени околу 2500 мигранти. Утро од Гевгелија за Табановце замина уште еден воз со околу 600 мигранти и се очекува да заменат уште 2 воза кои чекаат на утовар во текот на денот. Според оценките на УНХЦР, изминативе 2 до 3 дена од јужната кон северната граница низ земјава транзитирале вкупно 10.000 мигранти, од кои најмногу околу 6.000 биле регистрирани во понеделникот. Во изминативе 2 месеца низ земјава транзитирале околу 60.000 мигранти. Превозот на мигрантите се одвива интензивно, претежно со автобуси и такси возила. Организираниот превоз засега се одвива нормално и без некои посебни потешкотии. Нова група деца во социјален ризик ќе користат бесплатен одмор во Крушево преку владиниот проект. Јавниот повик за аплицирање на заинтересираните е објавен денеска, а ќе трае во наредните 14 дена. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека владата овој проект го спроведува од 2010 година и досега на бесплатен одмор биле вкупно 11.000 деца во социјален ризик. Од нив 3.000 користеле зимски, а останатите летен бесплатен одмор. Проектот за бесплатен зимски одмор се спроведува од 2012 година. Тој додаде дека на бесплатно зимување може да заменат деца од 5 до 9 оделение, кои доаѓаат од семејства корисници на социјална и постојана парична помош, деца со пречки во развојот, како и децата без родители и родителска грижа. Ки имаат право на бесплатен зимски одмор во траење од 6 дена, кој што вклучува 5 полни пансиони со соодветни едукативни, рекреативни, спортски и забавни активности. Министерот Спасов истакна дека и понатаму како министерство ќе продолжат со реализација на проекти кои што го помагаат животот на корисниците на социјална и постојана парична помош. Владата за спроведување на проектот годишно издвојува 12 милиони денари, од кои 8 милиони денари се за бесплатен летен одмор за околу 2000 дечиња и бесплатен зимски одмор за 1000 дечиња во износ од 4 милиони денари.
Со оглед на големиот предизвик со кој во моментов се соочува владата на Република Македонија, италијанската влада одлучи на Македонија да ја додели итна помош од 90.000 евра за финансирање на активностите на Црвениот крст и Црвената полумесечина на Република Македонија, соопшти италијанската амбасада во Скопје. Италијанската помош е наменета за активностите на примарната здравствена заштита, спроведени од Црвениот крст со цел да им се помогне на најранливите групи мигранти, жените и децата и да се задоволат основните потреби како и обезбедувањето на основната медицинска нега. Сегашната вонредна состојба, предизвикана од протекот на мигранти од Блискиот исток кон Северна Европа, представува нов предизвик со кој треба да се соочат Европа и европските земји, заедно со европските земји членки и земјите кандидати од Западен Балкан, соопшти италијанската амбасада во Скопје. Избувна пожар во авион на компанијата British Airways на аеродромот во Лас Вегас. Британската кралица Елизабета II денеска одбележува 63 години и 7 месеци на престолот, што представува најдолг стаж во историјата на Велика Британија. Две лица се полесне повредени кога пожар избувна во авион на компанијата British Airways на аеродромот во американскиот град Лас Вегас. Пожарот избувнал во време кога авионот се наоѓал на пистата и се подготвувал за полетување. За време на инцидентот во леталото имало 159 патници и 13 членови на екипажот. Авионот од типот Боинг требало да полете на релација Лас Вегас-Лондон. Според првичните резултати од истрагата, пожарот настанал поради само запалување на еден од моторите на авионот. Британската кралица Елизабета II денеска одбележува 63 години и 7 месеци на престолот, што представува најдолг стаж на еден монарх во историјата на Велика Британија. Кралицата, која има 89 години, го надмина досегашниот рекорд што до денеска го држеше нејзината чукун баба кралицата Викторија. На престолот таа се наоѓа откако го наследи својот татко, кралот Џорџ VI, кој почина на 6 февруари 1952 година. Британскиот премиер Дејвид Камерун во своето обраќање ја оддаде почит на кралицата за нејзините години поминати на престолот и за сето она што таа го има направено за земјата. Бакингамската палата за овој јубилеј издаде специјална фотографија на кралицата, направена во нејзиниот приватен работен кабинет. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ја предупреди Москва дека границите на Европската унија се недопирливи, нагласувајќи дека безбедноста на државите во Европската унија е неприкосновена. Полска, Балтичките држави и сите други се многу важни земји членки на Европската унија и треба сериозно да разберат дека солидарноста не е празен збор и дека Европската унија е таму и ќе биде таму ако некогаш е потребно, изјави Јункер. Европската унија мора јасно да покаже на Русија кои се трошоците за конфронтација, но исто така мора јасно да стави до знаење дека е подготвена да се ангажира, нагласи Јункер. Јункер на планетарната седница на Европскиот парламент во Страсбург ја представи својата порака за состојбата на Унијата. Во своето обраќање председателот на Европската комисија зборуваше за бегалската криза, заканата од исламската држава, Западен Балкан, миграцијата од африканските земји и состојбата во Украина. По поразот и од Грузија, нашата кошаркарска репрезентација ги загуби шансите за пласман во следната рунда на Евробаскетот. Вчера фудбалерите загубија и од репрезентацијата на Шпанија. Домашен спорт. Репрезентацијата на Македонија забележа минимален пораз од Шпанија во осмото коло од квалификациите за Европското фудбалско првенство 2016. Шпанија доминираше, Друловик изведе малку чуден состав во офанзивата без Ибраими и Трајковски.
Македонија првата шанса имаше во 16-та минута. Ашковски го поигра Петровик, а овој од 14 метри биеше над голот на Дехеа. Решавачкиот момент на синокешната средба се случи во 8-та минута, кога по еден центар шут на Хуан Мата од десната страна, Томе Пачовски неспретно интервенираше и топката влезе во голот. И покрај поразот македонските фудбалери се прикажаа во различно издание од претходната средба со Луксембург, а за борбеност и ангажираноста добија аплаузи од 25.000-ната публика на Филип II. По овој пораз Македонија остана на последното место во групата само со една победа, додека Шпанија го искористи нерешениот резултат на Словачка и се издвои на првата позиција. Следниот дуел Македонија го игра повторно на домашен терен, противник ќе биде Украина. Кошаркарската репрезентација на Македонија доживеа катастрофален пораз во надпреварот против Грузија, кој беше клучен за понатамошен пласман на шампионатот. По овој меч остануваат само теоретски шанси нашите кошаркари да ја поминат првата фаза на Евробаскетот. Крајниот резултат на надпреварот беше 90-75, а најмногу поени постигна Пачулија вкупно 23 на дополнети со 14 скокови. За разлика од надпреварот против Хрватска, во кој во првото полувреме одигравме одлично, на овој меч потврлија сите. Последниот надпревар на Евробаскетот Македонија го игра утре против Словенија. Одложен ќе биде дуелот од четвртото коло во СЕХА лигата помеѓу Загреб и Вардар. Причина за ова е лошата здравствена состојба на повеќе ракометари и тренерот на Загреб, кои по надпреварот против Брест Мешков добиле труење од храна. Терминот за одигрување на овој надпревар ќе биде накнадно решен. Тоа значи дека вечерашниот меч на Вардар против Нексе кој е во тек е воедно и последната подготовка пред почетокот на сезоната во Лигата на шампионите, каде на отварањето играат против Монпелје. Австрија обезбеди пласман на Европското првенство во фудбал идната година. На Евробаскетот беше комплетирано третото коло. Шпанија загуби и од Италија. Меѓународен спорт. Во квалификацијските надпревари за Европското првенство кои беа одиграни вчера, Австрија ја забележа најзначајната победа. Тие славеа против Шведска со 4:1 и обезбедија пласман на првенството. Единствената репрезентација која со максимален скор во овие квалификации е селекцијата на Англија, која синоќа ја победи Швајцарија на домашен терен со резултатот 2:0, а Вејн Руни влезе во историјата на англискиот фудбал. Тој со постигнатиот гол од пенал на вчерашниот меч го престигна Боби Чарлтон на вечната листа на стрелци во дресот на гордиот Албион. Во останатите надпревари Белорусија Луксембург 2:0, Лихтенштеин Русија 0:7, Литванија Сан Марино 2:1, Молдавија Црна Гора 0:2 и Словенија Естонија 1:0. Со вчерашните надпревари кои беа одиграни на Евробаскетот беше комплетирано третото коло. Најефикасен беше мечот помеѓу Италија и Шпанија, кој заврши со победа на италијанците од 105-98. Најдобар стрелец на мечот беше Гасол, кој постигна дабл-дабл учинок од 34 поени и 10 скокови, но сепак немаше доволна поддршка од своите соиграчи, па Шпанија го запише и вториот пораз на ова првенство. Во останатите надпревари Србија беше убедлива во мечот против Исланд. Крајниот резултат беше 93:64. Германија загуби од Турција со 80:75, а во дуелите од нашата група Грција Грузија 79:68 и Словенија Холандија 81:74. Во текот на ноќта беа одиграни четвртфинални надпревари во машка и женска конкуренција на Гранд Слемот US Open. Новак Џоковиќ со 3:1 во сетови го совлада Фелицијано Лопес од Шпанија. Тој во полуфиналето ќе игра против Марин Чилич, бранителот на титулата од минатата сезона, кој во четвртфиналето беше подобар од Цонга во надпревар кој траеше повеќе од 4 часа. Во женска конкуренција пласман во полуфиналето обезбеди Серена Вилијамс, која беше поуспешна од својата сестра и ја победи со 2:1 во сетови. Нејзин противник во полуфиналето ќе биде Винчи. Денес на програмата на US Open се останатите четвртфинални средби во двете конкуренции. Фудбалската федерација на Хрватска му даде отказ на селекторот Нико Ковач, иако пред една недела Хрватска беше лидер во својата група по нерешениот резултат со Азербејџан и поразот кој коцкеците го доживеа од Норвешка на последниот дуел од квалификациите за Европското првенство, прв во овој циклус, сепак ги намалија шансите за пласман на шампионатот. На табелата сега Хрватска се наоѓа на третата позиција, а во последните две кола играат против Бугарија и Малта. Следниот селектор Фудбалскиот сојуз на Хрватска ќе го назначи на 21 септември.
Времето денеска умерено облачно со повремени сончеви периоди. Во текот на ноќта се очекуваат врнежи од дожд. Еве ги деталите за следните денови. Ова беше последната информација за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!